Еве, драги мои, сега се наоѓаме во градец и овде ги затековме масорите како турбо работат. Кажи, Дијанче, како работат? Добро? Супер. Овде е мајстор Никола. Ке може ли Никола да ни каже што точно вие сработивте за неколку само дена? Па, ставиме стубовите тука да врземе куќата, да не падне таму кога доле беше напукнена на тај ќош таму. И тука на овај ступ исто е така пукнено и мора да се врзе. Иначе ако не се врзе, тоа се ќе ојде. Значи, вие тврдите, а и самото семејство, кога снимавме дека за кратко време, ако не дојдовте, ако немаше мајстори, дека куќата ќе се свлечеше. Ќе спаднеш тоа таму, ќе падне еден дош и толку е тоа. Да, значи ние реагиравме у 5 до 12. Таман на време. Да. Ќе снимаме и долу што е точно направено. Овде, значи, 3 стубови што треба, 4 што треба да се полнат. Да, ќе спаднеме, ќе слеземе и долу да видиме и долу што е направено. Да. Овие сега што се од надворешна страна столбови, значи тие се исто така полнат, за да може да се зацврсти скроз куќата и горе на терасата и овде. Сега ние, бидејќи сме ограничени со финансиски средства, дел на мајсторите ќе им платиме денеска. Еве, јас носам договор, значи ќе им платиме 700 евра. Тоа е лично од нашето здружение, бидејќи навистина направија многу за овие 5 до 6 дена. Цело време си овде и им ветивме дека ќе им дадеме онолку колку што тие сметаат. Иако тие ни дадоа и попус на работата, но сепак денеска знаеме колку е се скапо. Сакаме да апелираме до сите вас кои што сте во можност да помагате се уште на ова семејство долу во подрумот. Значи тоа е нешто следно што треба да се реши. Еве овде Мартин како што ми објасни. Видите колку е попуштено тука. Тоа ќе, да. Каленка, кажи. Среќа што се пријавих. Да. И среќа што Господ ни помогна. Да, Господ ни помогна на тие деца, нека помага Господ и на сите нека помага. Да. Значи, тие немаше, не гледаа ни тоа дека е нова година, празници. Значи, дојдоа прво да помогнат на вас, па потоа нели нивните лични. Па тоа се распаѓаше, Ренатка. Да. Еве, денеска ќе се дополнат сите овие столбови. Значи, ние главниот проблем го решивме, а тоа е да не падне, да не се сруши куќата. Дополнително ќе решаваме други работи. Апелираме и до општината, оние средства што беа донирани, односно одобрени за теткаленка 20.000, па и оние 30, да ги префрлат и тие во најскоро време, за да можеме и да се раздолжиме за материјалот кај оската, бидејќи таму, нели, од таму набавувавме се што е потребно.